Од сите пратенички групи, сите присутни и оние што на крајот ќе гласате, ве повикувам да собереме сите во себе сила, одважност и доблест и да не го поддржиме ова небулозно решение што по кој знае кој пат не го нуди Министерството за правда, бидејќи досега за сите проекти на Министерството за правда, особено кога станува збор за казненото законодавство, секогаш имало конфликт помеѓу нивните ставови и она што целата стручна и меѓународна и домашна јавност го говори, но овој пат во овој случај ни стои нешто што е навистина се коси и со здравиот разум на секој човек, не мора да биде правник, и со Уставот на Република Македонија. Со други зборови, законското решение што ни го нуди Министерството за правда гласи дека од сега натаму одредувањето на казната судијата ќе мора да ја прави согласно правилник кој што ќе го донесе председателот на Врховниот суд по претходно мислење на јавното обвинителство и адвокатската комора. Почитувани колеги, сакам да ве потсетам, ние сме законодавци, ние ги носиме законите во оваа држава и истовремено сме должни да се грижиме и за законитоста на сите одредби кои ги гласаме. Во Уставот на Република Македонија и во сите наши закони е запишано едно: судијата суди по закон. Судијата изрекува казна согласно закон. За прв пат во историјата на македонскиот правен систем на мала врата се обидува Министерството за правда без никаква јавна расправа да внесе одредба според која судијата повеќе нема да суди по закон, туку ќе суди по правилник што ќе го донесе председател на Врховен суд. Почитувани колеги, председателка на Врховниот суд во овој момент е Лидија Неделкова, но таа е со ограничен мандат. По нејзиното завршување ќе дојде друг председател на Врховен суд, по неговото трет како што бивало и како што ќе биде. Ви се чинили логично и ви се чинили нормално судијата кога одлучува за човечки судбини, бидејќи станува збор за кривични предмети, за одлучување за одење или не одење во затвор, за ограничување или не ограничување на слободата на граѓаните, да одлучува по правилник наместо по закон, кој што ќе го носи председателот на Врховен суд секогаш кога ќе смета дека треба да го донесе или да го измени тој правилник. Дали на тој начин им обезбедуваме правна сигурност на граѓаните ако тие знаат дека казните нема да им бидат изрекувани врз основа на закон, како секогаш досега и како секогаш во цел свет, туку дека ќе бидат изрекувани врз основа на правилник што секој председател на Врховен суд ќе може да го менува кога сака, без образложение и без никаква причина. Се разбира, без да помине ни законска процедура како што законите ги носиме во ова собрание. Почитувани колеги, дали ви се чини нормално образложението на заменик министерката за правда дека во Соединетите Американски држави има таква пракса и ние треба да ја преземеме? Во Соединетите Американски држави има пракса да се суди не врз основа на закон. Тие имаат прецедентно право. Една одлука од пред 50 години, 100 години на судот го обврзува да донесе иста таква одлука. Ние имаме диаметрално спротивен систем правен. Нашиот судија е должен да суди само и само по закон. Исто така има еден непобитен факт. Иако во образложението на овој закон е напишано како 3 реда има образложение, од кој што последниот ред е дека во Америка така се судело, тоа што не го кажува заменик министерот, а и го предочивме на во првата фаза и тогаш го дозна дека постои, а треба и јавноста да знае, треба и вие да знаете, е дека Врховниот сојузен суд на САД ја има укинато ваквата пракса, односно така наречените sentencing guidelines, на кои што ни се повикуваат во образложението со судска пресуда наречена САД против Букер или United States versus Booker, е укинато. Задолжителното правно дејство на овие guidelines кои што се упатства, а не правилник, многу е различно, е укинато и во Америка во 2005. Нашето Министерство за правда се обидува да не врати назад, да не стави во систем кој воопшто не е компатибилен со нашиот правен систем и при тоа не кажува дека во американскиот систем на кој што се повикуваат, во 2005 година паднала пресуда на Врховниот суд, според кој овие правила, тоест упатства, гайдлайнсот во Америка не се задолжителни повеќе за судиите на американските судови. Ако таму одлучиле дека не се, а образложението, колеги, на таа пресуда е дека на тој начин им се мешаме во слободата на уверување на судиите, дека американците одлучиле дека со такви правила, ако обстојуваат во правниот промет, ќе се направи директно мешање на слободната оценка на судијата, што е негово основно начело на секој правен систем. Ја увиделе грешката во САД и 2005 се коригирале. Ние сега го воведуваме оној систем кој тие го коригирале. Ви звучи ли логично,
Ако законот дава можност од до изрекување казна, наместо судијата да процени според околностите на случајот, бидејќи не секое кривично дело е исто, некогаш имаме битно непресметливи сторители, во афект било сторено, има мал милион олеснителни и мал милион отежнителни околности. Сега заменик министерот за правда ни предлага председателот на Врховен суд да донесе правилник. Законот да не важи, се дерогира закон со подзаконски акт, правилникот е подзаконски акт. И во тој правилник точно да се утврди за кое дело колкава казна. Имало такво нешто, знаете кога? Во римското право, првото нешто по кое што суделе римските магистри се 12 таблички. Тогаш било предвидено за убиство, убиство. Или Талионовото начело, око за око, зап за зап. Верувам дека и вие сте убедени дека сме ние далеку напред од римското право и дека не треба да се враќаме со правилник точно и стриктно и фиксно да се утврдува казна. Се повикува заменик министерот на невоедначена пракса, наводно во Гостивар и во Штип биле многу поблаги казните отколку во Битола и во Скопје. Што говори тоа? Говори дека некои судии и поединци во Гостивар и во Штип излетувале од онаа пракса на другите судии. Размислете си, не мора да сте правници. Ако еден судија упорно изрекува пониски казни од оние што би требало да бидат изречени, постои ли, господа пратеници, судски совет во оваа држава, кој вие го гласавте? Судскиот совет што му е работа? Да го повика на одговорност судијата кој работел неслушно и несовесно. Нека го разреши. Дали знаете, колеги пратеници, дека ниту една представка од ниту еден граѓанин нема до судски совет за неслушно и несовесно судење на судија заради превисоко или прениско изречена казна? Значи тоа не е проблем во општеството за да смениме закон противуставно да донесеме противуставна одредба со која ќе дозволиме со правилник да се дерогира закон, со подзаконски акт да се дерогира закон. Втора многу битна работа. Ја слушнавте ли што рече заменик министерот, прочитате одредбата. Вели председателот на Врховниот суд ќе донесе таков правилник по претходно мислење на јавното обвинителство и на адвокатска комора. Господо пратеници, јавниот обвинител кој им ја организирал расправата, биејќи не е организирана од правда, ова на која што се повика од Министерството, туку јавното обвинителство организирало расправа за тоа како би требало да изгледа изрекувањето на кривичните санкции, на казните. Јавното обвинителство е странка во постапката, странка во спорот. Како може странката да ми даде мислење на мене како судија во какви казни ќе изрекувам? Нели ви се коси со здравиот разум тоа, ако сум странка во еден спор кривичен, претходно да предлагам и каква казна ќе следи за оној кој што јас го обвинувам? И обратно, и адвокатите се странки. Каде е судската независност, за која толку се боревте и кажувате дека постои? Каде е интегритетот на судијата, бидејќи вака го девалвираме целото судство и како систем, судскиот систем? Судијата лично одговара за донесената пресуда, со цел свој професионален и личен интегритет. Сега веќе нема да биде така. Ќе одлучува по правилникот на председателот на Врховниот суд, кој може да го менува кога ќе посака, зашто и да посака. Сега има правна несигурност, како што тие предлагаат, ќе има правна несигурност. За еден сторител правилник денес ќе биде донесен. За друг сторител за крупно кривично дело, председател на Врховен суд, кој да е, не мора постојниот, ќе може преку ноќ да го смени, да потпише и да важи друга казна. Судијата тоа не смее да го прави ако суди по закон, а не по правилник кој може да се менува во секое време. Каде е начелото на слободна оцена на доказите? Тоа е основно начело во нашиот кривично правен систем. Судијата сам одлучува врз основа на доказите што ќе му бидат презентирани од двете страни, колкава казна ќе изрече и дали ќе изрече казна. Каде е сега тоа слободно одлучување ако во правилникот му пишува толку за разбойништво, толку за кражба, толку за измама и така натаму? Нема веќе слободно одлучување. Ајде сите да се претвориме во судии, како на времето и пред римското право. Така не мора ни да учат за судии, нити да стануваат судии. Ќе имаат правилник, кој убил ќе биде убиен, или кој убил 40 години казна затвор, како што сега предвидуваат максимално да биде. Кој силувал 20 години казна затвор. За сите фиксно, ако е така, ако се согласувате дека е тоа нормален, демократски, современ систем, не ни требаат судии, секој може тоа да го работи. Ќе го земе правилникот на Врховниот суд, на председателот на Врховниот суд и по него ќе изрекуваме сите заеднички, ние парламентов може да се претвориме во суд по таа логика на нештата што ни објаснува заменик министерот.
Никакви експерти не дале никаква согласност за овој закон, бидејќи на таа јавна расправа, организирана од страна на обвинителството, не било презентирано законсково решение што нас ни е ставено пред нос денеска и што вие ќе мора да го гласате. Не било воопшто презентирано, законов не бил поднесен. Погледнете го, бидејќи се упатени до пратеничките групи, погледнете го дневниот ред, таму не стои дека ќе се дискутира за закон, предлог закон за измени на кривичниот законник. Се зборува за мерки на обвинителството. Обвинителството си презентирало како тоа треба да изгледа, како тие мислат дека би требало да се движат казните. Ако е тоа така и ако сите се согласуваат како експерти, тогаш што значи тоа? Се менува закон и во закон се ставаат тие работи што обвинителство ги предлага, а не судот, председателот на судот да си носи правилник со кој што ќе се дерогира законот. Јас и во првата фаза на комисијата за политички систем говорам и сега. Минимум 10 истакнати звучни имиња правнички, професорски постојат во државава што секој ги знае. Професор Маријановиќ, професор Камбовски, професор Каневче, професор Тупанчевски, професор Бужаровска, професор Калајджиев, сите ги знаете. Сите до еден, без оглед дали сте правници или не. Појма нема за ова законско решение, ниту пак се согласуваат. Ниту виделе вакво да им биде презентирано предлог закон и да им се каже дека ова ќе влезе во собраниска процедура. Срамота е да се повикуваме, уште еднаш ќе потенцирам, да се повикуваме на тоа дека во Америка вака се судело. Во Америка, која што има сосема различен систем од нашиот, немаат задолжително правно дејство тие упатства. И кога заменик министерот за правда зборува за упатство, тоа може да помине покрај лаик, ама не и покрај будно око на правник, бидејќи упатство стручно нема задолжително правно дејство, а правилникот кој што таа ни нуди е задолжителен. Дајте да не ни протнуваат под нос работи кои никој не ги поддржува. Ни од политика овде нема, никаква политика нема. Се работи само за размислување и експертско и стручно, но и здраворазумско. Ке дозволиме ли цел еден закон, каде што се вели дека казната може да биде точно од 3 месеци до 3 години, наместо судијата да определи, ако имало олеснителни околности да ја изрече минимумот на казна, ако имало отежнителни или имало поврат, максимумот на казна, веќе да го нема тоа право ниту еден судија, туку со правилник да му биде наредено за тоа дело таа казна, за тоа дело таа казна, а при тоа тој правилник како ќе изгледа, да му каже јавно обвинителство кое што е секогаш странка во кривичната постапка. Кои сте аргументите за вакво нешто? Кој е напредокот на државава? Споменува заменик министерот кривична постапка. Па кривична постапка се регулира со друг закон. Закон за кривична постапка. Каква врска има кривичниот законник? Дали сте свесни дека следната недела веќе на дневен ред ќе ни дојдат нови измени на кривичниот законник? Се сеќавате за хемиската кастрација и за 40 годишен максимален затвор. Ви се чинили нормално по неколку пати месечно Министерство за правда да искача со предлог на менување на законник, на кодекс на правила кои во нормални цивилизирани држави, како што е Америка и останатите европски, се менува еднаш во 100 години. 2 пати месечно менуваме. Само кривични дела измислуваме и само казни. До тогаш беше политика. Додека се зборуваше за тоа беше политика. Требало тие што сечат дрва да бидат казнети построго, ајде измени во кривичниот закон. Тие што крадале струја требало затвор да идат, ајде измени на кривичниот закон. Ама сега и за ова ќе го смениме. Со правилник да се суди, по правилник да судат судиите, па во уставот е напишано дека судат по закон. Нели е срамота во првиот член и единствен што ни се нуди да се зборува за тоа дека ќе изрекуваат казни врз основа на правилник при постоење на законник кој постои во правниот промет во овој момент. Никакви аргументи не слушнавме. Не ни е јасно од каде е овој хир на Министерството за правда. Побаравме и уште на првото читање. Ајде да дискутираме, ако не знаат судиите, ако имаат проблем во одредени случаи каква казна да изречат, нека постои упатство. Инаку постојат начелни ставови на Врховен суд. Секогаш постоели и ќе постојат кај нас. Се собира цел Врховен суд на општа седница. Носи начелен став, тоа служи за воедначување на судската пракса. Тие се задолжителни. Каде е индивидуализацијата на казната? Каква индивидуализација, основно начело на кривичното право ќе имаме, ако предвидиме со правилник дека секогаш стриктно и точно ќе се отредува таа казна за тоа кривично дело? Нема, тогаш е генерално, општо, генерализирано е, не она што го зборува и теоријата, и науката, и досегашната пракса. Од тие причини СДСМ нема да даде поддршка на овие измени. Јас ве повикувам искрено да размислите и дали и овој пат ќе гласате за и ќе поддржите се што ќе ни понуди Министерството за правда. Ви благодарам.